Значи, оваа блато екзистираше некаде околу 7-80 куќи. Што знае, тогаш куќите не беа како сега со плочи и со овие напредни работи. Тогаш главно работа во куќата, за да се направи таваните, е била трската, е бил рогозот, е бил чекутот, ние што го велиме. Значи, тоа ако не е било, тогаш куќите нема. Докато бевме ние млади, имаше риба колку сакаш. Значи, можеш денеска да уловиш и 200 кило. И денеска да речеме пак, нели, нешто, природата сепак сака нешто да очува. Има се уште некоја риба, така да се фатиш, тука нешто, бојник, некој клен, така, по нешто. Целото блато си имаше канали. Знате, и може да си пловиш колку сакаш чиста вода. Кога дојдеа да направат проектот за заштита на Моносплитско блато како природна реткост и што, да зачуват флората, фауната, што спомнуваат таму, стадите што требаше да се движи народот, ако некој дојде, ги направија точно над каналите кај што ние пловевме. Наместо да иде на страна, да се направи таму кај што не е потребно место, ги направија сите стази врз каналите и на тој начин, наместо да го заштитат, тие упропастија блатото и сега никој од нас не може да отиде да го одржаваме како што го одржававме порано. Некаде 91-2 се уклучи реката со канализацијата од Струмица, се уклучи во блатото и сега блатото тоне од година на година, стално тоне. И тоа веќе не личи на блато, тоа веќе депонија. Суштината на прогласувањето на одредено подрачје за заштитено подрачје не е целта да нешто се забрани, да нешто се ограничи во пристапот, меѓутоа да имаме контролирани услови, да се зачува тоа што е вредно, да имаме контролирани услови, да обезбедиме нови фондови, нови можности за инвестиции, да тоа што е изворно, оригинално, да го зачуваме во една таква состојба. Колку и да се реконструират работи кај него, не може да се додржи, пошто оваа е дивина и ова не може никој да го уништи. Колку да пробат, дрвото ќе изгние, железо да стават и тоа ќе заврши. А трската, денес ќе запалат, а утре пак ќе излеват. Значи, блатото ќе се остане до крајот